Девојче спасило својврсник од самоубиство. Откако забележала дека нејзин другар има план за самоубиство, се јавила на Ало Бушевко. Преку целосен интервенцијски план намеѓаше и стручните служби. Со навременна интервенција на полицијата бил спасен млад живот. Ова е само еден од 19 случаи минатата година, во кои деца и млади се јавиле на бесплатната линија со самоубиствени мисли или забележале дека некој има намера да си го одземе животот. Многу е загрижувачки што имавме 19 случаи за самоубиство, односно 19 деца кои што се јавиле или имајќи мисли или сакајќи или пробувајќи да си го одземат својот живот, кое што е навистина загрижувачки и е сериозен аларм за целото општество и укажува потреба од навремена реакција, континуирана поддршка и поголемо внимание кон психичката состојба на децата и младите. Меѓаш годишниот извештај на линијата на Ало Бушевко за 2025 година го заокружува со 284 дојави. Најголемиот дел од пријавите биле телефонски. Операторите добили неколку текстуални пораки и мејлови. Помош подеднакво побарале и момчиња и девојчиња. Најголем дел од повиците биле поврзани токму со психолошка поддршка, анксиозност, страф и чувство на осаменост за деца од 10 до 12 години. Веднаш потоа следуваат проблемите во семејството, најчесто разводи и конфликти меѓу родителите, а регистрирани се и случаи на физичко насилство. Прво, менталното здравје треба да биде системски приоритет. Не треба да биде приоритет на извештајот на меѓаши, на работата на психолозите, на поединци, туку системски приоритет. Психолозите предупредуваат дека децата се почесто тивко поминуваат низ сериозни кризи, а најважното е околината навреме да ги препознае сигналите. Габриела Лескова, Сител телевизија.